Мудрост Соломонова, 15 глава. Но ти, Боже наш, си добар и вистински, благотрпелив и милостиво управуваш со се. Ако и грешиме, ние сме Твои. Ја признаваме Твојата власт и нема да грешиме, кога знаеме дека сме признати за Твои. Знаењето за Тебе е полна праведност, а познавањето на Твојата власт почеток на безсмртноста. Нас не примамува лукавата човечка измислица, ниту безплодниот труд на уметникот, ликови украсени со различни бои. Погледот врз кој предизвикува ке безумните копнеш и желба кон бездушниот изглед на мртвиот лек. И оние што ги прават, и оние што ги сакаат, и оние што ги почитуваат, сите се влюбеници во злото и достојни за таквите надежи. Грнчарот ја гмечи меката глина и грижливо изработува секаков сад за наша потреба. Од една иста глина изработува садови за чиста и за нечиста потреба. За сите еднакво, а зашто ќе се употреби секој од нив одлучува грнчарот. И потоа овој човек од истата глина изработува ништожен Бог, кој пред малку и самиот од земја беше создаден и набргу ќе се врати таму, од каде што е земен, и ќе се побара долгот на неговата душа. Но тој не се грижи за тоа што треба многу да работи, ни за тоа што животот негов е краток, но тој се надпреварува со мајстори што прават од злато и сребро, различни изработки и се одгледува на оние што работат со бакар и се горде со своите гнасотии. Срцето негово е пепел, надежта негова е побезначајна од земниот прав, а животот попрезрен и од калта. Зашто не го познал својот Создател, кој му дувнал душа делотворна и кој му вдахнал дух на живот. Тие животот го смета за забава, а живењето за трговија. Зашто велат дека од се треба да се извлече придобивка, та дури и од злото. Но таквиот знае подобро од сите дека греши со тоа што од земја прави садови и ликови. Најнеразумни од сите и помалоумни и од самите доенчиња се непријателите на твојот народ, кои го угнетуваат, зашто ги почитуваат како богови сите пагански идоли, кои имаат очи, а не гледаат, имаат ноздри, а не дишат, имаат уши, а не слушаат, нивните прсти не допираат и нивните нозе не одат. Иако човекот ги направил, иако ги направил со својот дух, но ниеден човек не може да направи Бог, сличен на себе си. Бидејќи смртен, со своите безбожни раце прави мртво дело. Затоа е над своите божества, зашто тој живее, а тие никогаш. Освен тоа, тие почитуваат најодвратни животни, што по својата глупавост се полоши од сите. Тие не се убави дури по изглед, како другите животни, за да може да привлекуваат кон себе, туку се лишени од Божјата пофалба и од неговиот благослов.